Понеделник, 23 јуни 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со која стартувавме и оваа недела. На последната седница Кавадаричкиот совет даде согласност на идејно решение за изградба на објект на поранешниот пионерски и недоградениот суд кои беа срушени. Градоначалникот Митко Јанчев даде образложение што ќе се гради на нивно место. Деталниот план кој што е донесен на иста локација од пред 3-4 години, а воедно и објектите кои што се со неупишено право на сопственост и сеизмички нестабилни и немаше можност за нивна ниту доградба, ниту легализација, едноставно одиме во статус на дивоградба, кој ќе негде по штати 77-8 до 18 години се напуштени како објекти во состојба кој што се. И овие 45 години тие објекти беа узурпирани од повеќе лица, компании и фирми уште пред 15-20 години, каде што вршеле таму некоја деловна дејност, некои приватни луѓе и успеавме да тоа го трдиме за тоа што сепак е некаков дел од општина Кавадарци без разлика што не е упишен на имотен лист и немаше можност да се упише за тоа што немаме габаритна површина и немаме можност да направиме геодетски елаборат за тоа што се само карабина, односно не е ни карабина, се со изградени деловно плочи, без прегради, без можноста да биде тоа мерливо геодетски. Како што и претходно зборевме на совет и кажавме дека овие два објекта, така наречениот пионерски, кој што како збор виќе не го потребуваме од некогашниот социализам, и младински, кој што како така наречениот објект младински, нефункционален, со дава една можност, со изготвени идејни решенија кои што ги пред малку имавте можност да имате увид. Едниот објект од двата со површина на градење, мисле че дека околу 2500 квадрати некаде нето површина, ќе биде наменет за потребите на ЈП комуналец, за делот на администрацијата и за делот на достапноста на ЈП комуналец во делот на граѓаните и нивната потреба во делот на административниот дел и се она што имат компаниите или граѓаните потреба за ЈП комуналец. И во двата објекта одиме со 15% од нето изграденост да добиеме како општина Кавадарци деловни простори или простори 15% од нето изграденост во собственост на општината со последни влезови, со сите други потреби, за да може да се врши целата функција и да бидеме независни од другите деловни партнери или било како. Вториот објект е со нето површина која што треба да добиеме околу 800 метри квадратни. Во тие 800 метри квадратни, како што и ветивме и кажавме, че добиеме младенски културен центар. И како на Кавадарци му фали таков еден младенски културен центар, за да можеме нашите деца од порана возраст, пред стекнување на полнолетност, па макар и полнолетни ако продолжат, да имаме работилници, да имаме рекреативен центар, занимални, кино, не знам, некој мини диско, кафетерии, кај што ќе бидеме сигурни дека тие деца нема да конзумират алкохол, нема да конзумират
нешто што е забрането, а ќе се едуцираат заедно да имаат можност, покрај тоа што се малолетни, да имаат можност каде да се дружат и да се едуцираат и да имаат заеднички проекти, работилници. Го видевте 850 квадрати како се наменети со киносала, со делна игротека, со занимални, со простори и други. И воопшто не е малку 850 квадрати како површина и таму имаме со 15%, односно ние бараме со 15% да добиеме инвеститор кој ќе изгради, а 15% неточни да стапе. Како вакви две идејни решенија, ние транспарентно, отчетно, ќе ги пуштиме на јавен повик, секоја заинтересирана странка, еве и од говорницата лично ги повикувам, дали физичко или правно лице, кој што може да ги исполни условите, а условите се едноставни, нормално банкова гаранција и можност за градење, да се јави на оглас, секој што има интерес и да го понуди неговото решение. Асфалтиран дел од улицата Јованче Велков, како продолжение на активностите започнати минатата година. Површина од приближно 600 метри квадратни во рамки на програмата за комунална изградба за 2025 година. Со ваквите проекти продолжуваме да создаваме подобри и побезбедни услови за сите жители, велат од локалната самоуправа. Се работеше на бетонирање на вториот крак од улицата Доне Попов, откако предходно екипа на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци интервенираше на канализационата линија. Вчера се поделија наградите за најдобрите раки кои учествуваа во надпреварот на Тиквешка ракијада 2025, организирана од Сдруженијето ЖТА. По тој пат стана веќе традиционална препознатлива. Благодарение на нашите учесници кои што учествуваат на сите фестивали, ракијади широм балканските простори, затоа и имавме толку голем број на мостри од 10 земји, од Македонија, од Србија, Косово и Метохија, од Црна Гора, од Босна и Херцеговина, од Словенија, од Хрватска, од Бугарија, од Словачка, од Маđарска и од Полска. Комисијата изврши оценување во деновите од 3 до 5 јуни, каде што и успешно ја заврши својата работа, а тие 10-15 дена беа потребни за овие административни припреми, да денеска финализираме, односно да ги прогласиме победниците во сите категории прво, второ и трето место и останатите медали и дипломи кои што се добиени за постигнатиот квалитет во соодветната категорија на ракија. Имавме оценување во 14 категории на ракија, во лозова жолт до 3 години, лозова жолта на 3 години, лозова бела безбојна, комова ракија или грапа, мастики и узо, сливова ракија, јаболкова ракија, кајсија, дуња, билјановка, джин, останати овошни ракија, вишна, цреша, арони, боровници и други, останати специјални ракија како треварици, ракија од домато, идличи, пелинковци, медови, клековичи и ликери. Компанијата Планум од Кавадарци одбележа 20 години. На денот на градежниците во Планум се одржа свеченост на која беа доделени јубилејни награди. 20 години да прославиме фирмата, 35 години од постојањето, 20 години активност имаме од 2005 кога почнаме, па денеска 20 јуни ден на градежните работници, тоа Коле ме подсетуе стално. Он бил вработен на тие ден, а ние у Пелагонија, па не само Пелагонија, сите градежници го славиме и сега сакам да остане вака традиција, ја више одам у пензија, значи 20 јуни да се едно видување, едно собирање да има и да може да го прославиме, да го обележиме денот. Пред вечерашната нова премиера на театарската представа на Домот на културата Иван Мазов Климе, разговараме со Микица Илова, актер и режисер. Станува збор на новела, кратка новела, можеби новела од 60 на страници, на еден од најпознатите руски драматурзи, писатели, Достоевски. И според неговите мотиви и самата новела, јас и мојот колега Саша Орешков решивме да изведеме една монодрама, да направиме монодрама, со тоа што ќе ја поставиме на нашата сцена на овде на театарот со Домот на културата и исто така да биде камерна, како што кажавте.
Значи, претходно публиката се запозна што значи тоа камерна представа, Шекспир из приказни, кој што ја работев претходно пред неколку месеци, ја поставив и сега видов дека нашата публика убаво реагира, дека можеби може да се пронеде повторно во таа камерна представа и затоа решивме монодрамата да ја направиме исто така овде на самата сцена, затоа што сметам дека ова е многу тешко дело пред се. Не знам колку пати го прочитав за да се напише таа монодрама. Можеби неколку страни е, 20 странички, од кои што произлезе една 55 минутна монодрама, кој што доста држи внимание. Во монодрамата има исто така внесено, за да не биде само текст давање, ретроспективно окажување на настаните или на главниот лик или протагонистот во нашата представа. Решивме да позајмиме, да направиме мала така една креативна задачка. Значи Марија Вачкова, девојче која што учествувала во претходните мои представи, го позајми гласот на девојката на кротката, која што е во самата представа, не е присутна, меѓутоа ние ја представивме како да е духот. Присутна е меѓу нас, но ние не ја гледаме. И тоа доста интересно излезе, затоа што сметам дека оваа новела може да се постави, ако сакаме, може да се постави како дуодрама, со два лика. И кротката да ја имаме на сцена и да го имаме самиот главен лик. Меѓутоа, јас сметав дека мене вака ми е поинтересно и дека можеби исто така и на публиката ќе видиме како ќе реагира. Ќе биде интересно да види да го слушне тоа што има да го каже. Друго сакам да кажам дека оваа представа ја правиме заедно во соработка со Комисијата за еднакви можности од општина Кавадарци. Дојде на заеднички идеја да ја направиме и сметаме дека ова новела, ова монодрама носи голема порака не само за мажите, туку и за жените, затоа што на крајот доста интересна и многу филозофска порака носе мисла, која што мислам дека ќе разбуди кај публиката, ќе разбуди прашања, кои што сакаме да се ги постават тие прашања, малку да размислуваме. Тешка е представата за гледање, тешка е за слушање, така можеби малку морбидно доаѓа, меѓутоа ако нели во животот не си поставуваш некои прашања, нема да можеш нели да си ги одговориш. Една година влада на ВМРО ДПМН. Македонија е понижена и нема европска иднина, порача на денешната пресконференција од СДСМ. Една година по доаѓањето на ВМРО ДПМН знам и влен, реалноста е болна. Македонија не е горда, Македонија е понижена. Понижени се работниците, земјоделците и младите. Наместо ветени промени, добивме стара, корумпирана власт, со луксус за функционерите, а сиромаштија и страв за граѓаните. Економската состојба е катастрофална. Животот станува се потежок, платите не растат, а цените секојдневно одат нагоре. Парното поскапе, исто и струјата поскапе. Народот е оставен сам. Додека власта се расфрла со луксус, со приватни авиони, хотели од сеништата, скапи јадења, како папаја и манго. Владата лаже за економскиот раст, а фактите се јасни. Инфлација речиси 4,5%, раст од само 2,6%. За прв пат имаме полош економски резултат, дури и од воената 2001. И сето тоа, додека владата за една година ја задолжи државата со 7 милиарди евра, а сега најавува уште 700 милиони евро обврзница. Нема план, нема отчет, само нови долгови што ги враќаат граѓаните. Во земјоделството, почитувани граѓани, исто така е хаос. Наместо ветените 180 милиони евра субвенции, имаме кратење од 50 милиони. Нема субвенции за оризопроизводителите, сточарите добија намалување за 50%, а тутунарите останаа без вода.
Секој ден имаме нов скандал, нови сомнежи за криминал, за тендерски шеми, за богатење на поединци во власта. На безбедосен план граѓаните се оставени без заштита. Се штитат само функционерите на власта и тоа од одговорност. Видовме трагедија што може да се спречат, а полицијата наместо да ги заштити граѓаните, се претвори во партиска војска кој штити криминал во своите редови. Наместо зголемена безбедност, скандалозни набавки имаме за униформи, фатомски тендери и програми за следење и прослушување. Тоа е реалноста денеска. Ветуваа реформи во судството. Не донесоа ниту еден реформски закон. Наместо независно обвинителство, добивме судство под притисок и закани. Ветуваа рационализација, а вработуваа по партиски списоци. Ветуваа иднина, а ја срушија перспективата на младите. Наместо интеграција во ЕУ, видовме блокада. Наместо задржување на младите, видовме иселување. Оваа власт го урна достоинството на граѓаните. Нема горда Македонија без горди работници, без правичност и економска сигурност. Нема горди млади без иднина. Нема гордост со власта која ги лаже, манипулира граѓаните, а се грижи само за богатењето на нивните функционери. СДСМ почитувани ќе продолжи да ја зборува вистината, да се бори за граѓаните и за враќање на достоинството, правдата и надежта. Македонија заслужува повеќе, заслужува подобро. Со молкот Филипче призна, тој стои зад тепачот, а Киев од Кучани не смее да му побара оставка за да не излезе на виделина се. Пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Со молкот Филипче призна, тој стои зад тепачот од Киев од Кочани. Не смее да му побара оставка за да не излезе на виделина се. Венко Филипче со денови молчи и не смее да побара оставка од советникот Тепач од Кочани, кој повреди вработена во општина Кочани во текот на неговото одјавење на седницата на Советот минатата недела. Тепачот Акиов е човек од оерба на Заев. Планот Акиов да почне со правење на тензија и ескалација на состојбите во Кочани го дал токму тој, на состанокот со Филипче во Дубај. Филипче само спроведува тоа што Заев му кажал. Венко Филипче не смее да побара оставка од тепачот Акиов, затоа што истиот може лесно да каже по чија наредба делувал. Планот на Заев пропадна. Филипче не успеа да ја зовре состојбата во Кочани до ниво на ескалација. Тоа што Заев и Филипче не се откажуваат од тепачот Акиов е јасен знак дека обидите за ескалација во иднина ќе продолжат. Ги повикуваме сите граѓани и општествено-политички чинители да не наседнуваат на пропаднатите обиди на Заев и Филипче да се спасат политички преку сеење омраза и страв кај народот во Кочани. Обидите им се јалови. Во дневникот информации и од спортот. Нова ракометна сезона ќе стартува на 30 и 31 август. Ракометарите на ГРК Тиквеш во првото коло ќе гостуваат во Скопје кај екипата на Пролет. Во Ракометната федерација на Македонија почна на големо да се подготвува теренот за новата надпреварувачка сезона. Веќе се направи и жрепката за новата сезона во Македонската ракометна Суперлига, според која веднаш на почетокот љубителите на ракометот ќе можат да проследат едно големо дерби, кое секако ветува многу возбуда за публиката. На самиот старт од првенството во првото коло ќе се сретнат освојувачот на Европскиот куп на ЕХФ Алкалоид против амбициозниот тим на Охрид. Фармацевтите на Кирил Лазаров покажаа дека се голем фактор во првенството, а охриджани не ги кријат високите амбиции за предстојната сезона. Шампионот Еврофарм Пелистер ќе почне сезоната со незгодно гостување кај Бутел во Скопје, но во секој случај сигурно ќе имаат фаворитската улога. Прилеп го пречекува Еврофарм Пелистер 2. Куманово излегува на Мегдан со Радовиш. Струга на домашен терен ќе го пречека некогашниот двократен европски шампион Вардар, додека ракометарите на градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе гостуваат во Скопје кај екипата на Пролет. Првото коло од новата сезона во ракометната Суперлига е закажано за 30 и 31 август.
Македонија може да има 6 представника во Ракометна Европа. Ракометната федерација за учество ги пријави сите екипи кои беа дел од суперлигашкиот плейоф. За прв пат во историјата на нашата држава, Македонија би можела да има дури 6 представници во европските ракометни купови под капата на ЕХФ, откако Ракометната федерација на Македонија ги пријави сите тимови кои играа во плейофот на Суперлигата во Европа. Шампионот Еврофарм Пелистер се пријави за вајлд карта за Лигата на шампионите, а доколку не ја добие, му следува директно место во групите од Лигата на Европа според рейтингот на Македонија. Вице-првакот Вардар има место во квалификациите за Лигата на Европа, но може да профитира доколку битолчани добијат место во Лигата на шампионите, па тогаш црвено-црните би добиле директно место во групите од Лига Европа. Третопласираниот тим на Алкалид обезбеди место во ЕХФ Европскиот куп, но побара апгрейд, односно како актуелен шампион на ова надпреварување, побара учество во Лига Европа и доколку го добие, би можел да заигра или во квалификациите или пак директно во групите од второто по ранг Европско клубско надпреварување. Доколку тимот на Кирил Лазаров добие вајлд карта за Лига Европа, тогаш ќе профитира Охрид, кој сигурно би се преселил меѓу најдобро рангираните екипи во ЕХФ Европскиот куп и би стартувал од второто коло и првиот шешир. Екипите кои завршија на 5-то и 6-то место во првенството, Тиквеш и Бутел, според рейтингот на Македонија не добија европско место, но сепак се пријавиле за вајлд карта и настап за ЕХФ Европскиот куп. С оглед на фактот што Македонија има висок рейтинг во ова надпреварување, бидејќи освојувачот на трофеја доаѓа од нашата земја, плюс се уште стои забраната за настап на руски и белоруски екипи, ЕХФ би требало без проблем да ги одобри барањата на Тиквеш и Бутел, па машкиот клубски ракомет од Македонија да има 6 представници во Европа. ЕХФ ќе ги објави учесниците во Лигата на шампиони утре, 24 јуни. Жрепката за групите е на 27 јуни, додека за Лигата на Европа и ЕХФ Европскиот куп тимовите ќе бидат објавени на 8 јули, жрепката е на 15 јули, додека за групите од Лигата на Европа жрепката ќе биде на 18 јули. Ракометните младинци ќе играат во Президентс купот на светското првенство. Нашите млади ракометари ќе вкрстат со Мексико и Мароко во обид да ги избегнат последните места на Мундијалот. Македонската младинска ракометна репрезентација со 3 порази ја заврши групната фаза на светското ракометно првенство кое се одржува во Полска. Избраниците на селекторот Раде Стојановиќ беа совладани од Исланд со резултат 34-28, полувреме 15-14, што за нашите момци беше трет пораз на Мундијалот. Од друга страна, тоа значи дека Македонија продолжува во Президент купот, каде ќе се обиде да го избегне последното 32 место. Во Президент купот нашата репрезентација ќе вкрсти со групата Е, односно ќе игра против Мексико и Мароко. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура до 38 степени. Под влијание на многу топла воздушна маса од југ следува период на топло време со пораст на температурите. Особено потопло се очекува од среда до петок, кога дневните температури на секаде ќе бидат на 30 степени, а на места ќе достигнат и до 40 степени.
Во петок попладне и во вечерните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд и грмежи, а пад на температурата за неколку степени се очекува за време на викендот, кога ќе дува умерен до засилен северен ветер. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.